Почитувани гледачи, еве по кратката пауза се враќаме повторно во студија. Овде со мене во студијата е и млад дечко, амбициозен, млад фотограф, Благој Китановски, студент на Технолошко-техничкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Благој, добре не дојде во рано наутро. Добре ве најдов, Ана. Така, еве како што кажав, ти си студент на Технолошко-техничкиот факултет, одсек дизајн, текстил и менеджмент овде во Универзитетот Гоце Делчев. Ти неодамна ја одржа и твојата прва изложба, која што беше во петокот, но за изложбата ќе зборуваме малку подоцна. Најпрвин ќе те прашам од кога започна да се занимаваш со фотографирање. Па јас се занимавам веќе 6 години. Сега сум 22. Така. А еве од каде љубовта за фотографијата? Па со тоа што сакав да овековечам некој момент за да се представи пред други луѓе и тоа. Што најчесто сакаш да фотографираш? Па фотографирам фотографирам се, но со тоа што сум студент на моден дизајн, највеќе сакам да фотографирам модна фотографија, модни ревии. Така, модна фотографија, а веќе беше насловена изложбата во петок, односно за каква изложба стануваше збор? Да, прва моја самостојна изложба на тема класика. Така. Класика, која што се помалку се почитува како стил. Така. Ние сакавме да направиме паралела на тоа од класиката во минатото и тоа што се носи во денешницата како класика. Така. Еве, јас предлагам од речија да ги пуштат и фотографиите кои што беа изложени во Домот на млади во петокот, па еве, накратко ти ќе ни објасниш и што се има сликано, кои се тие модели кои што ги фотографираше и за каква техника, односно во која техника ги работише фотографиите. Режија, дали може да ги видиме? Така, еве. На изложбата беа изложени 30 фотографии, сите беа црно-бели. Модели се Ана, Јетон, Наталија, Дејан и Христијан. Дали тие сите се студенти на... Да, сите се студенти на Технолошко-технички факултет. Ана и Наталија веќе треба да дипломират. Така, еве. Пред да започнеме со емисијата, ти ми кажа дека освен фотографиите, ти со твојот тим си работел и на видео преточено во фотографии. Да. Секако убаво е да се види сите оние кои што не биле на твојата изложба, да го погледнеме и видеото. Речија, дали може да го пуштите и видеото? No hell
no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Навистина браво, благо и огромни честитки. Се надам дека и се допадна видеото и на нашите гледачи. Еве сега ќе те прашам колку ти помага она што го изучувате на факултетот за потоа ти да применуваш некои од тие техники кои што ги изучувате, како што кажавме, ти студираш текстил дизајн и менеджмент во примена на твоите фотографии, да речем. Па да, помага. Помага На некој начин. на некој начин, така. Колку е важно, односно дали може секој да биде фотограф? Па може да биде секој фотограф. Но нели е важно сепак, не е само нели опремата, бидејќи некој може да си дозволи да купи, например, некој фотоапарат од 2000 евра, да речеме, но сепак нели треба да знае како да го долови тоа преку Да, фотоапаратот. треба да учи долго време, да го изучува апарат, да ги изучува функциите на фотоапаратот. А колку е важно, например, еве да речеме, опремата за да се изведе една квалитетна слика? Па, Многу влијае, така? да. Еве ти со каков апарат работиш? Па јас работам со Canon 7D. Што друго еве сликаш, да речеме? Дали секогаш апаратот е во твојата рака? Па да. Од каде наоѓаш инспирација? Најчесто фотографирам и за Едисонце на Исарот. Планираш ли некогаш и некоја друга изложба малку поразлична од оваа која што веќе ја видовме? Па да, веќе работиме со тимот на друг настан што ќе се случи во мај, ама нема да откриеме. Добро, од прилика за каков настан станува збор? Па, моден пак. Так, овде во Штип? Да, во Штип. Добро, Благој, веќе ти ми напомена дека сте станали модни блогери. Да. Што точно значи тоа? Па модни блогери сме веќе. Имаме собствен блог ikbkg.blogspot.mk. Така. Таму може да се види тоа што го објавуваме еднаш во неделата. Добро. Исто така ти работиш и за студентско ехо, студентски весник кој што е во насоката новинарство и односи со јавноста. Еве во последниот број веќе твоја фотографија можеме да видиме и на насловната страница, па да ни објасниш оваа фотографија и што се имаш применето овде. Па да, ова е последниот број на студентско ехо во октомври. Во есен, така. Да, во есен. Тогаш беа атрактивни есенските листови и исто така фотографирање на нив. И Така. тоа е идејата на... Дали бара тебе оние кои што работат на весникот од тебе, некоја нивна замислена идеја, па еве ти да ја фотографираш или сепак оно што сакаш ти да им го покажеш? Па се консултираме за идеите, доколку имам јас кажам, кога немам ти ја кажеш. Дали, се извинувам, дали работиш само на насловните страници во студентско ехо или можат сепак да се видат некои други твои И фотографии? за други фотографии, да. Така за оние прилози и статии кои што ги пишуваат студентите. Еве, Благој, да ни кажеш што друго е важно за фотографирањето? Освен тоа што да имаш, како што рековме, добра опрема, добар апарат, што друго е важно за фотографирањето? Еве, во денешно време, односно стана модерно,
правењето на фотосесии, се почесто родителите повикуваат или односно плаќаат фотограф за да нивниот односно роденденот на нивните деца да се преточи во вистински фотографии. И сепак, нели, сите имаме сега модерни телефони кои што можеме да ги сликаме нашите родендени, веридби, свадби, но сепак фотографот е секогаш присутен на вакви настани. Дали може да се живе, односно дали може да се добро заработи од вакви фотосесии? Па да, се заработува добро. Јас покрај тоа што фотографирам на родендени, фотографирам во мојот роден град Делчево во ноќните клубови. Ти си од Делчево, Да. така? И што најчесто во ноќни клубови, Да, така? во ноќните клубови. Во Делчево што друго има така интересно за фотографирање? Кои се твоите фотографии, како што кажа, веќе 6 години се занимаваш со фотографирање. Што најчесто стои во твојата архива? Која е твојата прва слика, дали се сеќаваш? Па, мојата прва слика беше од... Не се Не се сеќаваш од сеќавам. природа, така? Ги има многу, да. Добро, Благоје, што друго е важно што сакаш да го споделиш со нас, еве за тебе? Како што кажа, веќе работите со твојот тим и на друга изложба која што ќе ја видиме во мај. А дали се имаш еве пријавувано на некои надпревари или учество на бирање фотографии? Еве овде во Штип знам дека се одржува таква манифестација за фотографирање. Да, се пријавува. Дали досега си учествувал на некој од нив? Имам учествувано 2 пати. Така и што фотографираш? Па со Штип идеја, мислам, фотографии од Так. Штип. Што имаше? Дали целиот град или сепак одредено место? И Сарот. И сорт. Да. Така, добро, Благоје, јас повеќе нема да те задржам. Ти благодарам многу што ни беше гостина, доколку еве јас сум испуштила нешто да те прашам, а сакаш да го споделиш со нашите гледачи, слободно можеш да ни кажеш или тоа е се. Тоа е се. Значи, како што кажавме, ќе те видиме повторно, твоја изложба ќе видиме во мај, Да. самостојна или со... Не, со тимот. А дали планираш еве да направиш твоја самостојна изложба, како што кажав, нешто поразлично од ова што веќе го видовме? Ќе видиме. А колку Ќе размислам. колку време еве е потребно за подготовка на една фотографија? Па повеќе време. За изложбата ние што работевме, сликавме од ноември, 4 месеци. Така. А дали повеќе применуваш доуработување на фотографијата или сепак сакаш да си остане она оригиналната? Па јас применувам да остане оригиналната, така како што е. Така. Но во денешно време се повеќе се применува и Photoshop. Така. Добро, Благоја, јас ти благодарам уште еднаш што ни беше гостин. Се надевам дека ќе се видиме повторно на некоја Благодарам и јас на поканата. твоја изложба. Така, почитувани гледачи, овде ќе го завршиме разговорот со нашиот гостин Благој Китановски, како што кажав, студент на Технолошко-техничкиот факултет, одсек Текстил, дизајн и менеджмент во Штип при Универзитетот Гоце Делчев, кој што во петокот ја имаше и својата самостојна изложба на тема класика. Овде се одјавуваме, односно Благој ти благодарам уште еднаш.